Го стигнували конечно раката на правдата пребегнатиот Карлос Гон. Додека јапонските власти не можат да се изборат за негова екстрадиција, а француските се уште не се осмелуваат да го обвинат, холандскиот суд донесе пресуда дека тој на Нисан и Мицубиши треба да им врати скоро 5 милиона евра. Тоа е всушност сума што тој ја има добиено како заработка од нивната заедничка фирма во Холандија во 2018 година. Двете јапонски компании, чиј председател беше Гон, успеа да докажат дека тој, злоупотребувајќи ја функцијата, сам себе си доделил таква заработка. Да подсетиме, Карлос Гон беше уапсен во Јапонија во ноември 2018 заради финансиски малверзации кон државата и кон компаниите каде работеше. Некој месец подоцна и Франција покрена истрага против него, а тој после неколку пати продолжен притвор успеа да избега од Јапонија во Ливан. Тој таму живее и ден денеска, бидејќи како нивни граѓанин оваа земја не сака да го екстрадира и покрај потерницата што ја има издадено Интерпол. Карлос Гон од Рено, Нисан и Мицубиши годишно заработуваше по $17 милиони.